500 микрограми честички прав на метар кубен е моменталната состојба, што ја покажува мерната станица за загаденоста на воздухот во Тетово. Тоа е половина во споредба со вчерашните 1000 микрограми, но сепак е за 10 пати повеќе од нормалната вредност. Со вакви резултати денеска излегува демократската обнова на Македонија. Побараа проблемот да влезе во дневниот ред на тетовските советници. Често да се вршат контроли на компаниите кои работат со потенцијално опасни материи. И, второ, товарните возила комплетно да се пренасочат надвор од градот со полициски контролирано користење на обиколницата и регионалниот правец од Желино кон Шемшево и од Лешок кон Јегуновце. Автомобилскиот сообраќај и покрај престојните празници драстично и без одлагање да се редуцира и тоа со следниве мерки. Редукција за околу 50% со воведување на пар-непар систем за автомобили од градот. Комплетно редуцирање на дотокот на автомобили од руралните средини со исклучок на дојдените од странство, така што ќе се организираат и полициски контроли. Ќе се организираат и контролираат 3 бесплатни паркинзи, кај стадионот, медицинска пластика и клучката кон Гостивар. Итно, уште од понеделник, да се активира едната мобилна мерна станица на Министерството за здравство, која ќе изврши мерење во сите населени места во Полог, ќе мапира состојбата, ќе алоцира евентуалната главна причина и ќе превземе соодветни мерки. Второ, во идниот период да осигура комплетно, по вертикала, функционирање на државните институции, кои се дел од системот за информирање и алармирање, а кои се предвидени со акциониот план за справување со аерозагадувањето. И трето, со оглед на престојните празници, зимскиот распуст и неповолната прогноза, без ветер и без врнежи, кои многу не ни помогна, а во координација со раководството на најголемиот и скоро единствен индустријски капацитет во Полог, Феро Алојс, познат како поранешен Југохром, да се реализира колективен годишен одмор до завршување на распустот и до изнаоѓање на соодветни мерки по мерењата од Министерството за здравство. Ќе ни дозволите символично и наван да почнеме да го применуваме нашето решение, кое што е многу едноставно, не е комплетно, меѓутоа може да помогне, така да ќе ве замолам сите да си земете по една од овие маски и да размислите дали и колку интензивно ќе ги употребувате во наредниот период. Од дом порача, не само бремените и хронично болните, туку сите жители на Тетово да носат заштитни маски, затоа што последиците од загадениот воздух ќе се почувствуваат понатаму.